Денеска започнавме и во нашата генерална најава споменавме дека утринската тема ја посветуваме денеска на туризмот и тоа домашниот туризам. Ако зборуваме дека добра вест е тоа што сме привлечени за странските туристи и дека веројатно сме сведоци во овој период навистина можеме да видиме се поголем број на туристи како во главниот град, така и во другите туристички места кои што ги сакаат туристите во Македонија. И исто така она кое што е особено важно кога не посетуваат туристите, нивниот прв печаток кога ќе го добијат лично, кога ќе пристигнат во нашата земја, а потоа и сето она кое што дело од гостопримството. Но за да биде тоа секако што треба да имаме еден добар капацитет, треба да имаме сите оние потреби кои што ги имаат туристите да може да бидеме на ниво да ги исполниме, но тоа секако не може да се случи ако имаме недостаток од кадар во угостителството и во туризмот. И токму на оваа тема или за оваа проблематика во продолжение ќе зборувам со мојата гостинка која што е од Балкан Прайм и од Националната агенција за дојдовен туризам, а тоа е Ивана Брдавска. Добро утро, Ивана, за вас и добро дојдовте во утринската тема. Добро утро и добро ве најдов. Темата за туризам е секогаш актуелна, да речеме, тема во било кој период од годината кога се работи за посета на туристи, бидејќи од година во година Македонија за среќа е земја која што ги привлекува туристите, но особено во летниот период, оние кои што ни доаѓаат сакаат да доживеат убавината на Македонија на еден таков начин. Последните информации кои што ги дадовте вие и вашите колеги, бидејќи сте директно инволвирани во таа работа, па и во комуникација со туристите, дека навистина и покрај постарите или повозрасните туристи доаѓаат и помлади туристи. Точно. Сакаат да ги видат убавините, но сакаат да бидат и убаво услужени и сите оние потреби кои што им се кои што треба да бидат задоволени, а на кои што веројатно се навикнати на други туристички места. Така. Па сега како стоиме ние нашата земја во однос на тоа, со оглед на информацијата дека се уште имаме недостаток во и угостителскиот кадар, па и во туризмот. Вака, точно е дека навистина се повеќе и повеќе има туристи во нашата земја и тоа беше очекувано, да кажам, најмногу ние што сме веќе во таа бранша го очекувавме. Балканот е сепак многу интересен регион и за сите странски туристи, бидејќи сега се повеќе и повеќе особено после пандемијата, сите сакаат да чувствуваат повеќе близина со домашните туристи, сакаат да знаат денеска луѓето како живеат, од што живеат, со што се занимаваат. Сакаат да почувствуваат таа близина со локалецот. Со локалното население. Знаеме дека Словенија и Хрватска тоа се, да кажам, едни од најпознатите туристички дестинации и сепак веќе туристот како турист бара нешто ново, нешто неоткриено, а тоа се дестинациите како Албанија и Македонија и нормално веќе кога некој турист веќе го искусил ја искусил Словенија и Хрватска, веќе слегува подоле на Балканот, а тоа сме ние тука. Сега точно е дека во Македонија имаме слабост на дефицит на кадар и тоа работиме да се подобри. Нормално мора да работиме ако веќе сакаме да го задржиме туристот, бидејќи генерално според и статистиката ние не успеваме да ги задржиме туристите повеќе од 2 ноќевања. Да. Каде е најголемиот проблем, зошто тоа се случува? Пред да се префрлиме на тоа како се работи на сето ова или за надополнување на овој недостаток, што е тоа што најмногу представува пречка за да се задржи повеќе на туристот или да се подобри барем услугата во таа насока ако зборуваме за малку поголем интерес, односно подолготрена посета? Секој туризам кога ќе дојде нормално да кажам прво го посетува Охрид, а сепак ако има ден повеќе доаѓа во главниот град во Скопје. Сега оваа година заприметивме дека има исто така и интерес и за другите градови како што е Струга, Битола, Винскиот регион Демир Капија.
тоа ние секогаш гледаме да го на еден начин да туристот кога ќе дојде во нашата држава преку средби со локалните луѓе, како на пример се трудиме низ призмата на денешницата, како на пример посета на едно дрворезбачко ателје или посета на галерија со лауреати од фестивалот, познатиот фестивал на поезијата во Струга, или пак ручек или вечера во локална фамилија, па да дојдат една мала група на дечиња да им изиграат торо, да ги учат на македонско оро. Значи автентично пренесено или оно што представува и наша традиција или начин на живот, сето тоа што е малку поразлично и што излегува од рамките на стандардот. Да, на една стандардна програма. Со тоа сепак се трудиме да се повеќе да им ги покажеме убавините на што ги нуди Македонија на туристот и тоа некако им доаѓа како гледа дека има нешто повеќе од тоа и сепак интересот се задржува. Исто така нормално треба да се работи на задржување на кадарот, бидејќи како што знаеме веќе уназад во годините многу од нашите луѓе кои што веќе работат дали во ресторани, дали во хотели, за летниот период заминуваат во странство. На што се сведува тоа, и јас сепак мислам дека тоа е наплатите, бидејќи како што знаеме Хрватска им обезбедува и смештај, и храна, и нормално добра плата. Да, добра плата. Да, и тоа и са сите оние и кои што одат можеби во континуитет секоја година или секоја летна сезона, тоа и го кажуваат и тотално посочуваат причината зашто е тоа така и тоа е всушност еден начин на кој што треба да се размислува или на кој што би требало да се создава стратегијата ако зборуваме за подобрување на капацитетот кој што ги имаме во угостителството, поточно оние луѓе кои што стручни во тој дел ги имаме тука или искусни да може да останат за да може да ги обслужиме и туристите кои што доаѓаат во нашата земја. Но за таква стратегија се зборува и во минатите години, во изминатиот период, и со вашите колеги сме зборували и сме обработувале такви утрински теми, но некако како и во другите сфери, така и во ова тоа некако споро оди, иако еве сега се соочуваме со преполни туристички места и колку и да сакаме да речеме да ги пречекаме туристите, сепак капацитетот ако не дозволува, тоа е голем проблем. Да. Нормално, треба да се размислува на тоа дека треба да се градат нови хотели или пак веќе постоечките примереве во Охрид сепак треба реновирање, нели тоа треба да се одржува од години во години и тоа нормално еве пример сега нена програма на што ја имаме, нено патување, ние, бидејќи немаме доволен сместувачки капацитет во Битола, групата мора да ја враќаме во Охрид. Зошто? Бидејќи ние немаме стандарден хотел 4 звезди. Кој што е пример во центарот на градот. И тоа е жално, тоа е нешто што не смееме да си го дозволиме посебно за Охрид ако зборуваме. Веќе е, да кажам, пуштен е апел и сите ние гледаме, мислам не можеме да не бидеме свесни бидејќи гледаме зголемен број на туристи и веќе мислам дека тоа и влегува во свеста на луѓето, посебно на тие на хотелиерите и на рестораните да и се трудат, гледаме веќе сега, оваа година можам да кажам, дека сепак има бар некаков напредок во тоа. Тоа е добро или нешто што дава надеж дека ќе се подобрува состојбата во следниот период? Рековме дека она што не радува е кога и веројатно многумина од нас во овој период приметуваат туристи. Со колегата утрово позборувавме кои туристи сме ги забележале, ако можеме да слушнеме или да го препознаеме јазикот или пак да ги видиме знаменцата и тоа најчесто се забележува од туристите кои што доаѓаат од Турција, особено сме забележале од Полска, има доста барем
мојот впечаток е таков од информациите кои што ги имам од вас и од изјавите досега дека доаѓаат не само од Турција и од Шпанија, и тоа покрај тоа што рековме дека главниот град е секогаш исто дел од посетата, Охрид како нели некој кој што прв го имаат на списокот, да, и потоа тука се атрактивни и за странците Маврово и националниот парк, Велес рековте вие со Винскиот пат, како и Крушево со својата нова понуда и Битола. Значи, кои странски туристи од она кој што го имате како податок најмногу посебно во овој летен период не посетуваат? Сепак ќе кажам, зависи од нели од која држава доаѓаат. Еве шпанецот како шпанец, тој сака мешавина од култура, активности, па може и малку некои лесни прошетки во планина. Не се изоставува никако Винскиот регион, така да италијанецот исто така, да кажам, тие се од таа група, французинот, особено на култура, тие се многу заинтересирани, пример, Битола фронтот, и сакаат, настојуваат на тоа да имаат професори кои што подетално ќе им ги објаснуваат тие работи. Германија и Австрија, сепак и Швајцарија, повеќе тие сакаат да бидат во планините. Така да тоа е малку поатрактивно за нив. Гледаат кај нас, бидејќи по планините и нема толку многу луѓе како што има во Швајцарија. Да. Во Швајцарија буквално е како планините им се како едно шеталиште. Начин на живот или стил на живот, да. Да. Одлично, ние знаеме дека и наводно можеме да видиме особено исто во овој период туристи кои што доаѓаат, кои планинари, кои со автомобил, но сепак ги има и веројатно ако ги забележиме и изразите на нивните лица е дека навистина им се допаѓа. Да. Во однос со оглед на тоа што имаме планина во главниот град. Но она кое што ете и вие го кажувате, поточно и вашите колеги, е дека нашата земја може да понуди повеќе, почнувајќи од како што споменавме недопредните планини, автентичноста и оригиналноста како културата и традицијата, иако почнува и на тоа да се работи во однос на тие оригинални некои понуди во самите тури, потоа земјоделството и неговото производство, како и прекрасните национални паркови. Сите тоа како еден начин да се привлечат што повеќе туристи, но пред да се привлечат треба да се средат овие проблеми за кои што ние зборуваме. Но ако конкретно се фокусираме на вашата работа, тогаш на што најчесто вие се осврнувате во однос на промовирање токму на тие нешта и убавини во нашата земја, и што е она на кое што во иднина се разбира планирате да ако се прошириме или зборуваме за планински туризам или за нешто кое што ќе вклучи и таков дел во самата туристичка тура? Како што и претходно споменав, најбитни, гледаме дека тоа најмногу ги привлекува гостите. Тоа е кога ќе им организираме некаква средба со било каков локалец. Дали тоа било бабичка која ќе им припреми појадок на планина, и тоа не е битно дека бабичката нема да знае да го зборува нивниот јазик. Тие се едноставно воодушевени. Тоа сака да го доживеат оригинално, тоа, така? Да, тоа сака да видат како бабичката станува наутро, им подготвува појадок, дали тоа пита, и нормално скоро секогаш ще имаат водич. Така да водичот го зборува нивниот јазик. Да. И тука им преведува, и таа синергија што се јавува помеѓу локалецот и туристот, тоа е нешто неверојатно. Тоа многу ретко може да се доживее во веќе развиените земји, во веќе како што е сега, например, Хрватска, сето тоа се сведува на ресторани и на хотели, ручек и вечера во ресторан или хотел. И тој допир со локалното население, да. Тој рурален туризам едноставно е наша и треба да биде на сите туроператори кои што нели работат и сакаат да што повеќе да привлечат туристи, да се работи на тоа.
Да. И кога зборуваме и рековме и добро е тоа што ете има информација дека покрај повозрасните туристи Македонија станува прилична и за помладите генерации. И како го чувствувате тоа, да речеме, во оние бранови на туристи кои што доаѓаат во текот на целата година, особено во главни сезони како што е летната сезона, и кои се оние, да речеме, стандардни генерации ако зборуваме за една таква класификација кој што од која до која година или... Да, генерално да кажам ги има од 30 па се до 80 и над 80. Сепак, еве, француското население се малку повозрастни, тие се 65 плюс, но Шпанија, Италија, Швајцарија сепак ги има од 30 до 40. Да. 50 години. Веројатно има објаснување зошто е тоа така, со оглед на тоа што пензионерските денови, особено во тие држави, така се нели и се користат, но и начинот на живот и таквиот менталитет тоа го овозможува, како и оној финансиски дел без кој што и тоа би било нели невозможно. Зборуваме за сите привлечни работи кои што ние ги нудиме, а едно од тие се разбира е македонската традиционална храна и македонското вино кое што исто е дел од овие понуди. Рековме тој вински регион кој што е доста привлечен и сакаат веројатно кога ќе дојдат и да го доживеат, но и да пробаат македонско вино. Повторно вашата да речеме директна комуникација со нив, кои се впечатоците кои што ги споделуваат, верувам неретко во однос на вкусот на македонската храна и оно кое што можеме да го понудиме традиционално наше. Генерално тие што не ја посетиле Македонија се многу изненадени. Посебно, еве, ние кога одиме на промоција, посетуваме нели салони за туризам, но и често организираме roadshow. Така да, кога ќе им објаснуваме и кога ќе им раскажуваме, гледаме често тоа да биде со слики или видеа од претходни нели туристи и групи што сме ги имале, за барем колку толку да имаат сепак една слика или зборови. Да имаат како еден доказ за тоа што некој го поминал и бил веќе задоволен, да се уверат дека има нешто интересно, нешто што не е откриено, нешто кое што ќе ги привлечи, а сепак ќе бидат тие изненадени на позитивен начин. И кога ќе им објаснуваме за виното, дека сепак посебно внимаваме со тој дел Франција, Италија, Шпанија, каде тие имаат веќе добро вино и се едноставно научени да пијат добро вино, и викаат сите, внимавајте, знаете ли вие со кого зборувате? Да, и ние онака самоуверен. Да, секако. Вие само дојдете, па ќе видите нашиот начин, или нашиот начин на организирање на винска едукација или винска дегустација, дека не е тоа една проформа со тоа да ви постават само мали пластични чашиња околу вас, туку има буквално спојување. Тоа е доживување. Да. Која храна, со кое вино одговара, и тоа ние тука знаеме да го... Па тоа е вештината да се долови, да го прикажеме на најдобар начин. Така, и тоа е нешто кое што веројатно ќе остане во спомен оние кои што ја посетуваат нашата земја, а и меѓу другото ќе ги привлекува оние кои што треба и допрва да дојдат. За тие веќе нека биде следното или последното прашање како ја прашуваме темата, кои следни туристи се очекуваат, што е во најава во текот на престојниот период, имаме уште многу од летото. Да, имаме тука сепак очекуваме и кинези, исто така, да дојдат, работиме на тоа нели на Малезија. Да не ги изоставуваме, да сепак, Турција, Полска, Франција, Шпанија, Италија, има англичани, нема да ги изоставам, се работи на балтичките земји. Така да тоа се надеваме дека во поскоро време ќе ги видиме и тука во Македонија. Да, и јас искрено се надевам и тоа и го посакувам да Македонија станува се поатрактивна за странските туристи, дури и за оние кои што доаѓаат од многу далеку. А се разбира да не бидеме попатна станица на Балканот, туку да успееме да ги задржиме малку повеќе од 2 ноќевања како што вие велите, со оглед на тоа што ќе се подобри таа понуда.
ќе се подобри капацитетот или ќе се надополни овој недостиг кој што во моментов го чувствуваме и за кој што ние денеска зборувавме, со цел да имаме една појасна слика што се случува и со надеж дека ќе се подобри таа состојба. Ивана, ви благодарам за вашето гостување. Поздрав до исто и до вашите колеги кои што работат во овој дел и кои што секогаш нели сте на располагање да може да позборуваме за оваа тема. Уживајте со туристите, а тие некои живеат во нашите убавини и верувам дека тоа ќе биде една одлична слика и прилика да се доживеа Македонија во лето.